По повод 18 години од постоењето на Ротари клубот Прилеп, денеска од оваа организација донираа 18 екстрактори за храна на детските градинки Наша иднина, како и 180 килограми зеленчук и овошје. Мотивот за оваа донација биле пред се последните фрапантни податоци од Институтот за јавно здравје, за тоа колку нашите млади во Македонија конзумираат малку ваков вид на храна. За таа цел, во детската градинка Гоце Делчев, нашите најмали приготвија вкусни смути и сокови од овошјето. Само 25% од децата во Македонија секојдневно јадат овош. Тоа воедно е и податок кој упатува на тоа дека Македонија е последна во европскиот регион по консумацијата на овошје кај најмладата популација, а само 21% од младата популација, односно од децата, консумира секојдневно зеленчук. Од друга страна, фрапантен е податокот дека дури 31% од децата имаат зголемена телесна тежина, а 17,5% од децата пак веќе влегуваат во онаа категорија на деца со дебелина, која мора да се третира на одреден начин. Со ваквите акции целта е да се поттикне конзумирањето на здравата храна и кај децата, и кај родителите, и кај воспитувачите. Од детските градинки Наша иднина се заблагодаруваат за оваа донација и истакнуваат дека постојано работат на тоа младите да имаат поздрави оброци. Секојдневно ги планираме оброците да имаат разновидност, меѓутоа да бидат и нутритивно соодветно подготвени. Како што имаме 5 различни работни дена, така имаме различни подготовки за појадок, за главен оброк, ручек и за ужинки. Затоа имаме и стручен тим кој работи во однос на тоа и секојдневно имаме и обуки кои одат во насока на здравата исхрана кај најмалите. Инаку лани, Ротари клубот донираше и 21 прочистувач за воздух за градинките, а фидбекот од тоа бил одличен, затоа што во сезона на вируси и бактерии сега имало зголемено присуство на децата во градинките. До крајот на јуни, ротаријанците планираат да опремат уште 2 градинки во Прилеп со прочистувачи за воздух.